Македонскиот центар за меѓународна соработка МЦМС и Обединетата македонска диаспора ОМД и оваа година го спроведуваат проектот Родум од Македонија, кој веќе пети пат им овозможува на неколкумина студенти од македонската диаспора да престојуваат во Македонија и во текот на 3-неделниот престој да се поврзат со своите корени, традиција и култура. Носител на проектот е господин Питер Далас, член на Советот на ОМД, роден во Соединетите Американски држави, но по потекло од Гевгелија и од Егејска Македонија. Проектот Родум од Македонија започна да се спроведува во 2015 година. Дел од досегашните учесници го оценија како неверојатно искуство, што треба да го има секој млад човек со македонски корени. Основната цел на овој проект е младите македонци кои се родени и живеат надвор од земјата да го запознаат културното наследство на нашата држава, да воспостават меѓусебни контакти, да се најдат во средина во која се зборува мајчиниот јазик и да се заинтересираат да го научат. Радио Македонија од самиот почеток на спроведувањето на Родум од Македонија пројавува интерес да информира на програмата и за овие случувања. Па така, во нашето студио овој пат се Јасмина Чаушовска, координатор на проектот од страна на Македонскиот центар за меѓународна соработка, и нашите драги гости во татковината и во студиото, Марија Аневска, која ни доаѓа од Мелбурн, Австралија, и Стефани Таскова, исто така од Мелбурн, Австралија. Тука е и Дона Тодоровска, таа доаѓа од Мичиген, од Соединетите Американски држави. Добре дојдовте на сите ви, благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од програмата на Македонското радио, Радио Македонија. Се надевам дека и учеството во нашата програма за вас ќе биде едно интересно искуство, што ќе ви остане во спомените кога ќе заврши овој проект и кога ќе се вратите таму од кај што сте дошле. На почеток би ве замолила вас, Јасмина, малку повеќе и малку по-конкретно некои основни податоци кажав и јас, но што е всушност она што е важно да се каже во оваа пригода за Родум од Македонија. Мислам дека овој проект со текот на времето си го завзема своето место и во информативниот простор на Македонија, а и меѓу младите кои што живеат надвор од нашата татковина. Најпрво би сакала да се заблагодарам на поканата. Вашето радио секоја година дава простор да кажеме по неколку збора за оваа програма. На наше огромно задоволство е што веќе 5-та година поред, јубилејно, ја спроведуваме програмата Родум од Македонија. Во тек е 5-тото издание на програмата, која успешно тече. Исто така, на наше огромно задоволство се и 3 учеснички кои што прифатија да бидат дел и да ги споделат нивните искуства. Инаку токму така како што кажавте, програмата Родум започна од 2015 година. Секоја година бројот на учесници кои што се заинтересирани што учествуваат во програмата се зголемува. Оваа година имаме најмногу, односно 9 учесници, по тројца од Австралија, Канада и Америка. Би сакала дополнително да кажам дека во рамките на овие 5 години вкупно во програмата имавме 32 учесници. Се надеваме дека наредните години со новини кои ги внесаме во програмата бројката уште повеќе ќе се зголемува. Инаку да, како што кажавте, првично целта на оваа програма е младите од диаспората на возраст од 18-29 години кои имаат македонско потекло да бидат дел од македонското секојдневие преку 3-неделен престој во земјава, преку кој во рамки на кој ќе посетуваат практична работа во организации, институции соодветни на нивните академски цели и интереси, а истовремено ќе бидат сместени во семејства домаќини. За време на викендите се трудиме да организираме посети како што е разред на градот Скопје, викенд во Охрид и оваа година, односно на традиционалната галичка свадба. Рековте дека од година во година се зголемува интересот за вклучување, да речем, на младите луѓе во оваа програма, во овој проект. На што мислите дека се должи тоа пред се?
Пред се мислиме и во оваа прилика сакам да се заблагодарам на нашите алумни, на нашите претходни учесници кои станаа наши амбасадори и во своите земји многу успешно ја презентираат, ја промовираат оваа програма, ја споделуваат со своите пријатели, исто така на социјалните мрежи работат и мислам дека пред се должи на тоа што програмата почна да станува препознатлива и да буди интерес кај младите од нашата дијаспора. Добро, сега би сакала по редослед, како што сме седнати, да ги представам нашите вечерашни гости во студиото и во програмата. Значи, Марија Аневска, реков дека ни доаѓа од Мелбурн, Австралија. Марија, може ли во оваа пригода да ни кажете малку повеќе информации за вас? Да речеме, што точно работите таму кај што живеете, кога вие или вашето семејство, не знам поточно, се заминати во Австралија и како се чувствувате во Македонија? Дали за прв пат доаѓате? Не ми е прв пат во Македонија, бев претходно во 2017. Често се враќаме, ни се повеќе роднините. Моите родители дојдоа во Австралија пред јас да се родам, значи тие тука се родени. Јас учам во Австралија, на факултет сум, магистрирам по право и работам како правник, да речеме, на македонски, нели така? Добро, убаво да, зборувате македонски. Работам како правник, да. И учам во исто време. Еве, во Македонија рековте дека не сте за прв пат. Кои се вашите ангажмани во рамките на проектот Родум од Македонија? Да, јас сум сместена, праксата правам со Македонското здружение на млади правници. Значи, тоа ми одговара со тоа јас што учам. Со професијата за која што се подготвувате, да. И интересно е да видиш тука како е системот, бидејќи е доста различен од И добро, какви се првите впечатоци, во што се разликите во системот, како ви се чини, како функционираме ние тука? Значи, скроз друг систем, кај нас е common law систем, се вика, тука е civil law. Значи, тоа е сама дебата кој е подобар систем и интересно е. Кога дојдовте во Македонија овој пат, што прво ви падна во очи, ако можам така да кажам, што ви остави впечаток, нешто на што може би ќе се сеќавате кога ќе заминете од тука? Што е она што најмногу ви се допаѓа, на пример? Пријатни јадењето. Јадењето и луѓето. Еве, добро, убаво. Од Мелбурн, Австралија, исто така и Стефани Таскова. Стефани, вие сте родени во Австралија, сте заминати потоа или како? Јас сум таму родена. Мајка ми исто е таму родена. Татко ми е тука роден. И баба ми и дедо ми се исто тука. Баба ми е од Лерин, од егејскиот дел на Македонија. И она е замината таму на 21 година, а дедо ми е заминат од 5 години. Така да, више генерациите... Да, може да се рече дека сте веќе трета генерација, Втора. нели? Втора по мајка од дедото и бабата, да, не се родени тука. И како го научивте македонскиот јазик? Од баба, дедо, од родителите? Да, од сите дома зборувам македонски. Ја таму кога почнав на школа да одам, не знаев англиски да зборувам. Оти сакам моите прво македонскиот јазик да го научам, бидејќи цел живот више англиски ќе зборувам, така да македонскиот јазик и потеклото да не се заборави. Да, убаво направиле во секој случај, затоа што убаво зборувате македонски, без оглед на тоа што ретко доаѓате тука. Ова вие, кој пат да ја посетите Македонија, сте доаѓале и порано? Да, више, мислам, 5 или 6 пат више идам Македонија. Последниот пат бев 2013, мислам нека беше. Ама откако почнав со факултет више немав голема прилика да патувам. И сега откако дипломирав и почнав да магистрирам, така да малку поеќе време имам сега да патувам и сакам да се вратам да се видам и со моите роднините и пријателите, веројатно што сте тука. Во рамките на проектот, на што поконкретно сте ангажирани? Праксата. Праксата, да. Каде ја спроведувате вашата пракса? Јас сум у владата. И како ви се гледа таму, како функционираат работите? Мислам дека сега
тоа министерство сега е ново. Ново, точно, претходно со го последнава немаше. влада, така. Да, мислам дека треба да има такво министерство, оти има многу македонци што се иселени и треба да има Да има врски со тие, да, врските со нашинците надвор од Македонија да се... Мислам дека тоа е многу важно. Така да... Вие сте сместена кај ваши роднини, така дознав, нели? И какви се вашите впечатоци? Ви се израдували роднините кога дојдовте? Да, последниот пат кога роднините што ми се у Скопје, кога ме видоа, бев многу мала. Оти ни појќето одиме у Велес, до таму ни е потеклото. И бидејќи многу роднини сме тука и кога идеме тука на одмор, не можеш со сите да се видиш. Така, ти си една... Времето е ограничено, да. Да, така да беа многу среќни и дури некад да ме пуштат доам ке други роднини, оти сакаат поеќе време да минам со нив. Так. Друго, што е она што би можеле да го издвоите како нешто што ви остае впечаток во оваа пригода, во доаѓањето во Македонија? Мислам дека се. Многу мала си ја сакам Македонија. Браво, ви се допаѓа така убаво. Да. Ја чувствувате како татковина своја на своите предци? Да, како дома. Да, така. Баш убаво. Да ја слушнеме сега и Дона Тодоровска, ни доаѓа од Мичиген, Соединетите Американски држави, веќе најавив. Дона, вие доаѓате по кој пат во Македонија? Прв пат или почесто доаѓате? Ја од мала сум дошла, мајка ми и татко ми од овде пред 20 години се дојдени у Америка. Ми од мала сум идела, од мала сум зборела македонски, исто прв јазик ми беше, у школа идев и таму англиски учев, од телевизијата учев, ама инаку не знаев англиски, да речем. Да, велам како го научивте македонскиот од роднините и од родителите, како што обично се случува, нели така? Добро. И што е вашата животна преокупација во Соединените Американски држави, таму каде што сте, студирате? Да, ја уште на факултет сум, сега втората година. Што студирате? Ја финансија студирам. Сега втората година ga завршив, сега на третата и затоа, знаеш, ми интересираше овде да дојдем за на пракса, зашто уште ми требаше пракса да завршим и ми спомна некој дека има, знаеш, ова програма во Македонија и свекако сакав оваа година, ова лето да идем у Македонија и се вклопија плановите со проектот Родом од Македонија, да. А каде сте на пракса сега? Ја у Ефект Плюс сум, тоа е за сметководство. Фирма за сметководство, да. И за ревизија. И супер ми е, знаеш, учим, интересно ми е да видим работите како се у Македонија и у Америка како се движат, како се изведуваат, да речеме, како се работи. Добро, што е она што според вас е најразлично во Македонија во споредба со средината во која живеете? Ако направите една паралела со животот во Соединетите Американски држави и во Македонија, што е она што можеби најмногу ви се допаѓа или пак има ли нешто што можеби ви пречи, на што не сте навикнале? Ама, знаеш, у Америка животот е многу подруг. Овде малце полабао е и поинтересно, знаеш, народот и животот са, да речем, по-изи, знаеш, да, релаксени. Да, порелаксиран. Порелаксирано. Не е толку напрегнато во смисла на работата. Да. И овде јадењето, како што речем, многу поубаво ми е. Ама овде многу ми се иде зашто многу е подруго од Америка, знаеш, да се види повеќе, знаеш, со да речем, роднини, така фамилија, да. Некои што останале тука, вие сте сместени во сопствен стан, така нели направивме муабе, да. Значи ли тоа дека можеби некој од вашето семејство планира во некои постари години да се врати во Македонија, што веќе нели поседувате тука и чувате сопствен стан? Имате ли такви размислувања? Ја понакогаш се мислим, да ти кажем, знаеш, интересно. Долги години, знаеш, не знам кога ема,
Многу ми се врача овде, убаво ми е, знаеш. Ама инаку ја би се вратила за, знаеш, или за лето, да идем на лето, или за една година, па после пак у Америка да се вратим. Ама инаку ми се седи у Македонија. Добро, еве, баш е убаво да се слушне нешто вака, особено што во последно време ми се чини пак многу млади македонци од Македонија мечтаат да отидат да живеат, да речеме, во Соединетите Американски држави или во Австралија. Убаво е да се слушне ова. Го видовте Охрид, какви се вашите впечатоци од македонскиот Ерусалим, како што многумина го нарекуваат? Ја после 10 години пак се вратив во Охрид и многу е убав. Би сакала пак, дур сум тука да се вратам и поќе време таму да поминам. Марија, да се вратам малку на вас, ми се чини дека некако малку сте најскромна во зборувањето, а спомнавме дека еве вие од овој состав што сме тука сте сместени во семејство домаќин, што е една од карактеристиките на проектот Родум од Македонија. Какви се вашите впечатоци од тоа македонско семејство кое што ве прими да им бидете гостинка во овие 3 недели колку што трае проектот? И како вие се чувствувате? Дали ги прифативте на некој начин како некое свое привремено семејство? Да, многу добро се чувствувам. Ме примија со отворени раце и исто како дома да сум. Храната што ви ја приготвуваат, Да. сте задоволни, да? Да. Ве прашуваат што сакате да ви изготват, што сакате да јадете? Да. Знаете Македонска некој од храна. македонските јадења? Имате искуство со македонските Да, па и јадења? дома мајка ми македонско јадење често прави, ама и тука во Македонија македонско јадење малце поинако. Секако. Прошетавте ли низ, да речам, знаменитостите на Скопје? Обично, нели, кога ќе ни дојде некој гостин од надвор, го водиме и во старата чаршија, можеби на Калето горе, потоа низ плоштадот, да се видат промените на градот што се случуваат, Матка, Сарај, тоа се некои атракции на Скопје. Сте биле ли таму? Како ви се допаѓаат? Да, бевме на Кале, бевме низ чаршија, Горе на водно. на Водно, на Матка, Свети Пантелеймон и така ако имаме време после пракса, после работа, обично ќе најдеме време да се собереме неколку души и исто така ќе ја прошетаме Скопје, ќе седниме некаде Во ново место секој пат. Да видите да нешто видам, ново да. и се чувствувате како да сте си своји на своето, нели така? Да. Како ви се допаѓа ноќниот живот во Скопје? Ве прашувам затоа што сте сите млади луѓе, имали забави кои ги задоволуваат, да речам, вашите вкусови? Имавте ли прилика нешто такво да видите и да пробате? Па да, у Скопје уште не сум излегла, така знаеш, низ чаршија у кафич, да седнемо јадење, а у Охрид многу забавно, многу убаво, да речем. Да. И народот, знаеш, многу е со музика убај, многу побеше. Весело, баш ми е Весело, драго. Значи ли дека од сево ова што го слушнавме, впечатоците ви се убави, верувам дека најискрено ги споделивте со нас и со нашите слушатели, дека би сакале и друг пат да дојдете, дали во рамките на овој проект или можеби приватно? Да, ако би можела секоја година би се враќала Македонија. Ако не беше толку далеко Австралија. Да. Па добро, јас мислам со ова би можеле да го завршиме разговорот во нашето студио. Јас ви пожелувам се најубаво и во Македонија и таму кај што сте, кај што си живеете, да ни дојдете пак и да се чувствувате тука како дома. Почитувани слушатели, во изминатите минути од програмава, мои соговорници беа Јасмина Чаушовска, раководител на проектот Родум од Македонија од страна на Македонскиот центар за меѓународна соработка, Марија Аневска и Стефани Таскова, кои ни доаѓаат од Мелбурн, Австралија, и Дона Тодоровска од Мичиген, Соединетите Американски држави. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Фала.